За денот и на оваа тема ќе разговараме со господин Габриел Атанасов, амбасадор и шеф на делегацијата при ИХРА. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам, амбасадоре, што сте заедно со нас ова утро. Би сакала да започнеме со оглед на тоа дека дадовме вовед во темата за она за што ќе разговараме во следните минути, да започнеме со тоа како ќе биде одбележан денешниот ден. Денеска, ние како и вообичаено, во рамки на Министерството за надворешни работи, планираме пригодно одбележување, сеќавање на денот на Холокаустот, кој што е практично во меѓународни рамки. 27 јануари е многу важен датум, како што спомнавте, согласно резолуцијата на Обединетите нации, донесена на Генералното собрание. Ние денеска домакин на настанот во Министерството ќе биде министерот за надворешни работи господинот Бујар Османи и предвидовме контрибуции, обраќања на неколку амбасадори. На Соединетите Американски држави е предвидено обраќањето, на шведската амбасадорка во Скопје, како и на амбасадорката на Израел. Има некоја логика во тоа, затоа што многу голем контрибутор беа Соединетите Американски држави за време на Втората светска војна и тие и ден денеска придаваат огромно значење на оваа тема, борбата против антисемитизмот, но и во светски рамки е тоа. Шведска актуелно председава со ИХРА и воедно и председавач со Европската Унија. Се разбира по овој повод и чест ни прави амбасадорката на Израел да допатува, бидејќи таа е нерезидентна и доаѓа во Скопје специјално за одбележување на овој датум. Воедно и председателот на Еврејската заедница, господинот Пепо Леви, ќе има своје обраќање. Ние тоа пригодно го замисливме и со една изложба, практично во соработка со шведската амбасада, изложба посветена на шведскиот дипломат Раул Валенберг, кој што има спасено илјадници еврејски животи за време на Втората светска војна во Унгарија, која што била окупирана од нацистичка Германија, и тоа ќе биде многу интересна изложба за да се види како еден млад дипломат во тоа време, кој што и рано починал, дал контрибуција и за еврејскиот народ. Така, трагедијата на евреите, ќе се согласите дека стана трагедија на човештвото? Апсолутно, тоа е злосторство против човештвото, геноцид од невидени размери. Неодамна имав прилика да се подсетам на Ванзе конференцијата, има и филм за тоа, како таму во одредена соба одредени ликови се собираат за да планираат како да го решат финално еврејското прашање. Замислете на кој начин, кој што нам сите ни е познат, со креирање на тие концентрациони логори и така натаму, на тој начин да уништите 6 милиони од еврејската популација на земјината топка е нешто невидено. Треба да имаме предвид дека ние, исто како земја, не бевме поштедени од тој наплив во Втората светска војна. Кај нас еврејската популација многу настрада. 98% практично од еврејската популација беше истребена, депортирана и денешната еврејска заедница кај нас се базира врз оние преостанати 2% всушност на преживеани. Тоа е огромна трагедија. Не треба никош да ги заборавиме тие жртви. Станува збор за 7144. Таа бројка резонира во нашите глави и ден денеска. Постојано се повторува на реченица никогаш да не се заборави. Никогаш да не се заборави. Многу документарни филмови, но и играни филмови се направени за да се подсети на тие настани, за да се зборува за историјата. Колку е тоа важно за да се пренесе на помладата генерација? Многу е важно. Ние треба да разбереме дека во историски рамки 80 години не се ништо, имајќи предвид дека оваа година одбележуваме 80 години од депортацијата на македонските евреи. А сепак сведоци сме на трендови на антисемитизам во светски рамки. Тоа не може да се побие. Наша задача и наша улога и на политичарите во светот е тоа да го превенираат, да работат на креирање добри услови, на слобода, на научно истражување, пренесување на фактите какви биле, да не се искривоколчува историјата, а најважно од се, затоа што светот го оставаме на идните генерации, едукацијата. Ние треба да работиме на тоа и една од заложбите на нашата држава е да ова материја веќе е влезена во едукативниот програм. Меѓутоа, ние имаме привилегија да имаме музеј на Холокаустот, меморијален центар,
кој што е одлична прилика да биде посетен од сите млади ученици, студенти и генерации, затоа што тоа е нашата задача, да видат какви злосторства можеле воопшто да постојат, и тоа неодамна, пред 80 година. Ви велам, тоа не е голема дистанца во историски рамки. Сметам дека на едукацијата треба многу да се работи. Геноцидот не смее да се заборави. Треба да се зборува за историјата, да се извлечат вистинските поуки од фаталните грешки. Колку вие како дипломати ја имате таа задача? Како главна задача всушност? Да, ви велам, јас сум, како што спомнавте, шеф на нашата делегација при ИХРА. Да. Таа организација практично е креирана и за тоа да таму се дебатира, се разговара во разни кругови, и владини, и невладини, и интелектуални, за историските факти, да, и какви мерки можеме ние како држави влади да ги донесеме за да повеќе не се случи таков злостор, било кој геноцид да се превенира. Всушност и овој ден, 27 јануари, е земен во меѓународни рамки за сеќавање на Холокаустот, но и за превенирање на било кој геноцид кој што воопшто е признаен. Така да нашата задача е доста одговорна во принцип, не само моја. Вашата задача не е само еден ден, туку тоа е процес. Да. Така, тоа е процес. Кажавте дека се случуваат конференции, се случуваат средби за кои што се разговара на темата. Претпоставам дека тука и се извлекуваат заклучоци кои што соодветствуваат и на денешно време и денешни случувања. Секако има заклучоци од тоа, кој што има препораки, има guidelines, водич на тоа како треба да се спроведуваат мерките, кои се заложбите на секоја држава. Има секогаш прашалници и од Светскиот еврејски конгрес и од ИХРА, кои што секоја држава ги пополнува. Потоа има евалуација на состојбите на човековите права во секоја држава посебно. Еве, добар интересен факт е што сега ние нели оваа година председаваме со ОПСЕ. Таа е многу важна организација која што опфаќа многу држави од Ванкувер до Владивосток. Првата конференција во рамки на нашето председавање е токму посветена на борбата против антисемитизмот, и таа ќе се одржи овде во Скопје на 6 и 7 февруари. Сакам да ви кажам, таа тема е многу... Кој ќе присуствува, верувам дека затоа што е во февруари, па веќе и знаете. Да, практично ќе доаѓаат експерти од цел свет, односно од земјите членки на ОПСЕ во Скопје да дебатираат на таа тема, и секако тука ќе бидат представници на Светскиот еврејски конгрес присутни, кои што ќе имаат своја контрибуција и ќе имаат средби на специјалните представници. Мислам дека тоа ќе биде еден голем настан, кој што и многу одлична прилика за да се разговара на оваа тема. Сметате ли дека малку повеќе треба да се зборува за повеќе да се допри да се слушне до помладата генерација? Не само за денешниот ден, за значењето, туку и за настаните кои што велам треба да се учи од грешките. Да. Да. За да напредуваме, секогаш треба да ги признаваме грешките. Тоа е многу важно, да ја знаеме добро историјата, како што спомнав, да не ја искривоколчуваме, децата, младите да бидат... Да се пренесуваат фактите. Фактите да се пренесуваат. Знаете, оној кој што бил жртва, кога од другата страна знае дека тој признал грешка, другиот кој што му го нанел тоа зло, без разлика дали се потомци, нација или одредена група, се чувствува посигурно, затоа што веќе знае дека тој признал и веќе има таа совест, како да кажам, дека тоа го направил, и има повеќе сигурност дека нема да се повтори. Ако вие го негирате тоа што сте го направиле, немате безбедност и сигурност дека во иднина нема повторно да биде. Затоа е многу важно. Вие гледате и сега денешните германски политичари го признаваат тоа минато, да речеме, од нивната историја, и затоа довербата е голема, тие се сега главни промотори во Европската Унија. Тоа е многу важно. Само така можеме да напредуваме. Споменавте дека го имаме музејот на Мемориалниот центар, како музеј исто така на Холокаустот. Што всушност тоа значи за нашата држава? Какво е значењето? Со оглед на тоа дека има многу малку. Колку, некои 4-5 дани можевме да... Да, за бројката точно.
Оваа институција овде кај нас, на колку имаме 400 метри до таму, 300 од овде од вашата телевизија, е многу важна, тоа е како што ви спомнав, и за нашите млади ученици, студенти да го ја посетуваат. Не само, меѓутоа и многу, јас во мојата дипломатска кариера сум сретнал многу дипломати кои што ме прашувале за тој меморијален центар, зашто го имате, како го имате и така натаму. Сега несомнено ќе биде важно место за посетување на сите лица кои што доаѓаат на конференции кај нас, бидејќи ние сме доста активни оваа година, има повеќе претседавања. Многу важен е. Јас имам слушнато сведоштва и од родители вака кои што оделе децата кога го посетувале тој музеј и гледале слики, биле доста трогнати од тоа, и тоа останува, знаете, во сеќавањето на нашите млади идни генерации за тоа како да се однесуваат, и верувам дека тоа е голем пример како да бидат толерантни и да ги почитуваат различитостите. И сега кога споменавте толеранцијата, ќе кажам толеранцијата е кислород на демократијата. Точно така, да. Да, се согласувате и за денешно време. Всушност се вели дека не треба да дозволиме како дипломати и како да имаме само празни зборови на хартија, туку треба да имаме дела. Што тука подразбира тоа во тој дел? Треба и дела, еве, например, доколку сме се обврзале на некои заложби. Еве, да речеме, во едукативните програми, дека ќе одредиме еден месец во годината или два, каде децата ќе го посетуваат тој меморијален центар. Тоа треба да се реализира. Или, например, сме се заложиле дека ќе прифатиме дефиницијата за антисемитизам. Сме се заложиле за тоа, сме ја прифатиле. Таа заложба е веќе остварена. Сакам да ви кажам, ветувањата треба да ги исполнуваме. Она што можеме и да работиме колку можеме повеќе на тие планови. И светските дипломати ќе кажат во денешно време, она што можеме да го научиме од грешките и да бидеме повеќе толерантни. Нетолерантноста всушност доведува до зло. Секако нетолерантноста доведува до зло. Како главна причина. Да. Знаете, има многу видувања за тоа толерантни, да, меѓутоа и почитувањето е важно. Тешко е, знаете, кога ќе кажете го толерирам другиот до мене, го толерирам, значи го трпам некако на некој начин. Ако кажете го почитувам, некако поубаво звучи. Но таа е терминологијата која што се употребува, толеранција и така натаму. Ние ги имаме сите предиспозиции, нашето општество, знаете, мултикултурно, може и придонесува за тоа, и мислам дека сме добар пример и во европски рамки за тоа каков соживот може да има повеќе етникуми во една мала држава како нашата, која што претендира да стане земја членка на Европската унија. Така е, за помладите генерации таа е надежта, таа е жилбата, чекориме натаму. Чекориме натаму, и навистина заслужуваме да бидеме дел од тој мировен проект, не треба да заборавиме. Тој е најубавиот проект креиран после Втората светска војна на просперитет, економска благосостојба и несомнено ќе придонесе за подобри дни на кај нас и на тој начин и поголема толеранција меѓу нас. Амбасадоре, ви благодарам на одвоеното време, и ако денеска имате низа активности, ви благодарам што одвоивте време и бевте денеска гостин во Македонија наутро. Јас ви благодарам што посветивте време на оваа тема и што ме поканивте во вашата емисија.